Угостителите под чадорот на независната угостителска комара остануваат на ставот дека од понеделник ги затвораат своите објекти, искажувајќи револт против новите владини мерки за заштита од ковид. Како се опрестојни кажав и угостител, ќе го затвориме нашиот објект, бидејќи ниту имаме можност, ниту услови да воведуваме радарска служба која што ќе врши проверка и контрола и селекција на гостите помеѓу вакцинирани и невакцинирани. Угостителите сметаат дека нема, значи некои угостители сметаат дека нема да има влијание, додека други очекуваат дека локалите ќе им бидат целосно празни и дека нема жив човек да ги посетува, затоа што моменталната состојба на бројот на вакцинирани версус невакцинирани е многу мала. Иако шанси угостителите да се премислат имаше, од денес тие се повторно категорични дека на работа нема да одат. Конечната одлука доаѓа бидејќи од владата не дојде очекуваниот повик за разговор и компромис. Значи секој објект индивидуално ќе се одлучи дали ќе воведе и дали ќе најде редари кои што ќе вршат соодветната редарска контрола или нема да најдат. До моментов нема ниту од влада, ниту од некој министерство информации, покана или варење за соработка за начин на изнаоѓање на спроведување на одлуката која што е владата. Освен угостителите, новите мерки ќе разочараат и огромен број на граѓани на кои во вода ќе им паднат многу задоволства, секојдневни ритуали и можност за дружење. Дали според нив владата во случајот донела правилна одлука? Реално да, иако малку ми личат на дискриминаторски, меѓутоа сепак јавното здравје зависи од сите нас. Не, бидејќи сметам дека се дискриминаторски, доколку владата сакаше да превземе конкретни мерки, требаше да забрани невакцинираните да одат и на работа и да влезат во маркети, а не само да имат забрана во ресторани. Сметам дека се тотално дискриминаторски. Доколку сака да постигнат некој ефект, требаше целосно забрана да има, а не само во определен дел. Тоа е убаво и за сите, мислам. За заштита наша, лично за наше здравје. Новиот проблем за угостителите доаѓа откако владата одлучи во кафичите, рестораните и хотелите право на влез да имаат само вакцинирани.